Манастирот Свети Спас, кој што се наоѓа на неколку километри од Крушево, е едно од местата кои што се најпосетени од туристите во овој крај. До него се стигнува кога од регионалниот пат Прилеп Крушево кај индустриската зона Опаленик. Ќе завртите во лево и до него потоа има уште само 3 километри. Патот е асфалтиран. Манастирот и неговата околина имаат навистина импресивна историја, која што е поврзана и со самото формирање на градот Крушево. Според историските записи, развојот и историјата на манастирот може да се следат од 15-тиот век па се до денес. Првичната историја на манастирот е поврзана со сега непостоечкото и исчезнато село кое што се викало Старидол и манастирот Свети Никола, кој што исто така сега не постои, а се наоѓале на само околу 1 километар од сегашниот манастир. Документарно и континуирано историјата на ова село и на овој манастир кој што е поврзан со тоа село може да се следи од 15 век, поточно 1467-68 година. Тоа е првиот опширен пописен османлиски катастарски дефтер за овој регион, каде што се споменува селото заедно со манастирот Свети Спас и манастирот на Свети Никола. И тоа е заеднички имот со селата Трстеник и Годивле, кои што се наоѓаат источно од манастирот под така наречениот Рид крајни Рид. И тој манастир постоел некаде до 18 век, односно овој манастир. Следен документ кој што исто така го потврдува постоењето на селото и манастирите е дефтерот број 16 од 1481-82 година. Тогаш се попишани имотите на манастирот Свети Никола, кој што припаѓал и манастирот Свети Спас, кој што го управуваат 5 спахии од околните села и се учесници според османлискиот систем во војна заради управување на тој имот, односно нивна задолжителна обврска е да учествуваат во војна кога повикуваат османлиските владетели, и тоа последователно неколку пописи е регистрирано. Друг документ кој што го споменува манастирот и селото е од 1544-45 година, каде што се попишани имотите на османлискиот владетел. Од тогашната Прилепска нахија, на кој што припаѓа и овој дел, се некаде евидентирани неколку села. Потоа, документи, односно информации за постоењето на манастирот најдуваме во македонските кодики кои што ги публикувал Селиштев, а тие се од периодот од 16 до 18 век. Инаку во 18 век се случува еден настан во селото Старидол, кој што е погубен и за самото село, па и за манастирот. Имено станува збор за една девојка, Румена Коруновска, која што била забележана по својата убавина од муслиманите од соседните села Врабоец и Алданци и неколку пати била грабена. Со тоа што кметот на селото, Спасе Коруновски, како влијателен човек во Битола и во Охрид, односно живеел со османлиската османлиските повисоки слоеви во администрацијата, благодарение на тоа што денешното Крушевско земјиште го поседувал Јаја Бек, капитан во османлиската армија, и на тие релации успевал неколку пати да ја ослободи необезчестена. Револтирани од тоа, соседните муслимани еден ден повторно решиле да го нападнат селото, точно напланне, гледајќи самата девојка, која што била дома останата, гледајќи од прозорот што се случува во подножието на полето, таа решила да се самоубие, фрлајќи се од највисокиот кап на куќата, бидејќи куќата се најдувала покрај самиот дол или река, во непосредна близина на манастирот. И во моментот кога решила да скокне, зајака ја фатил синот на кметот, кој што ја посакувал таа да биде неговата идна невеста или сопруга, и преку селото Трстеник, Бирино, Свето Митрани стигнале во село Кривогаштани кај фамилијата Вртевци, која што постои денес, а тука тој имал мажено сестра на неговиот татко, односно тетка, каде што останале една недела, но кога дознале муслиманите дека покрај што е избиено населението од селото, кога е нападнато и запалено селото, дека тие се спасиле, го нападнале и ова село и таа фамилија и го убиле младоженецот, а девојката со неговата мајка, кои што единствени преживеале од селото, успеале да стигнат до Јајабек, кој што
споменав, го поседувал Крушевското земјиште и со останатиот дел од населението кој што успеало да се спаси, добиле гаранции да се насели некаде околу 1760 година на територијата на денешниот град Крушево. Со ова започнува и создавањето на денешниот град Крушево, или така наречена фискализација на земјиштето околу Крушево, а се воведува и даночен систем со повеќе поволности за самото население кое што сега се населува тука. Но не само жителите од селото Старидол, туку сега во овој период во Крушево доаѓа и влашко население од Москополе, како и македонско-мијачко население од западниот дел на Македонија. Интересно е што исто така тогаш населението од Крушево си го откупува земјиштето од османлискиот султан за сума од околу 250.000 златни турски лири, или во денешно време таа сума би се движела некаде од 2 до 4 милиони евра. Каде што се ослободени од редовното плаќање данок, но сепак има регулирани даночни обврски со бегот на земјиштето, Јајабек, кое што пак на друг начин ги подмирувал даночните обврски кон Османлиската империја, со тоа што своји луѓе поставил да го штитат населението, им забранил на муслиманите од врбове цалданци, норово и пресил да ги напаѓаат, со тоа што плаќале по 10 гроша данок годишно за машка глава на фамилијата, 10 кубици дрва, односно давале од се 10 токили од 100 снопје сено или жито, а му плаќале 10 снопје. Започнува процес на фискализација на територијата на денешното земјиште на кој што е настанат градот Крушево. Имено како тоа се случило, самиот Јајабек преку фискализацијата на ова земјиште се ослободил од плаќање данок на земјиштето од кое што не влечел многу приходи, на тој начин што споменавме како го регулирал даночните обврски на новите жители кои што фактички од Старидол доаѓаат во Крушево и добиваат заштита, со тоа што веднаш непосредно по нивното доселување започнува и да се случуваат процеси од исти карактер и во други делови од Балканот, така што тогаш е нападнато и Москополе од Али Паша Јанинскиот, каде што доаѓа дел од влашкото население. Исто така напаѓане и западниот дел на Македонија истата година 1766, каде што доаѓа и македонско-мијачко население. Подоцна во неколку наврати до 1812, исто така се забележани во документите и во изворите голем прилив на население благодарение на тие даночни поволности. Тоа траело некаде до 1840 година, кога најверојатно бегот починал, а го наследиле неговите потомци и сакале истите тие даночни обврски да ги зголемат за секоја машка глава од семејството, па дури за новородено бебе, кое што сепак било економски неиздржливо и доаѓа до судски спор, кој што во Битола се заведува и процесот тече, но поради подмитување на османлиската власт, крушевчани тој спор го губат и на крајот од сите родово-регионални гранки, значи власите од Москополи, од Грамос и македонците Брсијаци и Мијаци избираат неколку члена делегација и исплаќаат одредена сума, тоа е веќе околу денешни 2 до 4 милиони евра, и заминуваат во Истанбул, каде што султанот формира еден суд, апелацијски суд, кој што ќе го разгледа случајот, а преседател е ерусалимскиот Вали Едхем Паша и на крајот спорот е завршен компромисно, платени му се околу 250.000 турски златни лири, што е денес на таа сума која што споменав рамно 2 до 4 некаде доаѓа милиони евра и откупено Крушевското земјиште, со тоа што во ферманот стои дека во градот не смее да се населува муслиманско население, да не се градат верски муслимански објекти и да нема османлиска администрација, но тоа е прекршено некаде 1870, почетокот 70-тите 72 година, бидејќи градот доживува голема економска експанзија и демографска и потполнува еден голем простор во денешна Западна Македонија како центар, кое што мимо тој документ османлиската власт формира Нахија, тоа е градот Крушево со селата Селце, Алданци, Норово, Трстеник, Бирино, Острилци и Ерилево, со што муслиманската администрација навечер не останува во градот, освен војската и полицијата. Поврзана со жителите од селото Старидол и нивното населување на територијата на денешно Крушево
е и изградбата на најголемата црква во овој град, посветена на Свети Никола, исто како и манастирот кој што постоел кај сегашниот манастир Свети Спас. Како објект од тврда градба, црквата Свети Никола во центарот на Крушево е изградена во 1832 година. И таа црква имала сосема различна форма од денешната и била со многу поголеми димензии. Највредното ремек дело во таа црква бил големиот иконостас кој што го изработил познатиот македонски копаничар Петре Филиповски Гарката, кој последните децении од својот живот ги поминува во Крушево, а иконостасот го правел цели 20 години, заедно со неговиот зет Димитар Станишев. Според историските записи, токму оваа црква е местото од каде е објавен почетокот на Ирлинденското востание. Но за жал целото непроценливо богатство кое што го поседувала црквата е срамнето до темел и целосно изгорено при нападот на Крушево од страна на отоманската војска за време на Илинденското востание. Црквата е возобновена во периодот од 1905 до 1907 година и ја добива денешната форма и изглед. По возобновувањето, повторно станува седиште на Цариградската патриаршиска митрополија. Да се вратиме малку назад, кога се запалило селото Старидол, дали и манастирот Свети Никола спомнавте дека исто така постоел, дали имаме денес некакви остатоци од селото и од манастирот? Од селото постојат остатоци, значи како археолошки локалитет, и тоа се наоѓа на атарот на соседното село Врбоец, за разлика од манастирот кој што се наоѓа на атарот на градот Крушево. Инаку тоа е и вообичаена пракса кога едно село исчезнува со тек на време да неговиот територија биде поделена меѓу соседните села. Најверојатно во локалитетот ние се уште точно не го знаеме, не ја знаеме локацијата на манастирот Свети Никола, иако е доста споменуван, постојат и документации кои што го сведочат тоа и најверојатно овој манастир е во склоп на тој манастир. Меѓутоа сепак е во оваа близина и тоа сметам дека со археолошки истражувања може да се утврди. Инаку истата девојка која што некаде живее до 1840, еве конкретно, значи има и официјален датум 27 септември, тоа е ден крстовден, кога Христо Карев, чичко на Никола Карев, првпат решава од горното мало да појде во долното мало. Во горното мало живеат македонско население, во долното мало живеат македонско влашко население. И кога здогледал првпат куќа од тврда градба, тука седела една старица на 90 и кусур години, кога ја запрашал која е подробности од нејзиниот живот, таа му е раскажала оваа приказна, која што тој подоцна е раскажувал на Никола Киров Мајски. Таа вика, кога се искачивме и спасивме на Ридот, тоа е денешниот врв Црни врв, и кога погледнавме како гори селото, а не ни беше жал за селото, туку за нашата црквичка Свети Никола, која што беше многу убава, се немачивме да ја изградиме и ја спасивме престолната икона од црквата, која што подоцна била закачена на крушата кај чешмата кај црквата Свети Никола, по која што подоцна и веќе кога доаѓа влашкото население, ја градат црквата од дрво Свети Никола во Крушево, околу која што и се формира градот. После уништувањето на селото Старидол и манастирот Свети Никола, која се случува околу 1760 година, манастирот Свети Спас на ова место се обновил во 1836 година. Го обновува населението од околните места и сега формираниот град Крушево. Црквата сега нема живопис. Има само една фреска на сводот Христос Пантократор. Нема активно монаштво. Последната монахиња која што живеела тука, монахињата Херовима, починува во 1988 година. Манастирот секогаш служил како прибежиште на четите и за време на Илинденскиот период, но и за време на народно-ослободителната борба. Овој манастир не е воопшто уништен за време на Илинденското востание. А како се спасило тоа, има интересен историски запис. Кога е настапувано кон Крушево, османлиската војска и Башибозук се плашеле да се движат низ коријата и се движеле по голиот дел. Тогаш овој простор не е толку обраснат. Има интересен настан што кметот на село Алданци, тој е Синан Газија, кој што на повикот на манифестот на крушевските комити и револуционери одговорил позитивно со писмо и дека ја поддржал нивната борба. Кога видел што се случува, со своји гавази дошол да го обезбедува манастирот и застанал
Тој бил ја запоседнал северната порта која што е позади нас со своји двајца луѓе и поставил на сите влезови и на јужната порта своји луѓе, така што кога муслиманското население од соседните села и Башибозокот разбрале дека манастирот е богат, а навистина бил богат, со имот, добиток и други црковни треби и сакале да го опустошат и запалат, синан не им дозволил. И секогаш кога имало обид да го пробијат, им кажувал дека тој е спремен, значи, животот да го даде за манастирот и долго време се расправало која било таа побуда што овој кмет решил да го заштити овој објект. Иако тој веќе долг период од неговиот живот после востанието, на секој ден од манастирот, тоа е, значи, денот Спасовден, доаѓал и носел поголем поклон во манастирот. А тоа е затоа што едно од неговите деца, кое што имало говор на мана, односно воопшто не зборувало, го оставил во олтарот, излегол надвор, по известно време детето го повикало и од тој благодет кој што го видел, од тога што имал посебен однос и пиетет кон манастирот и не дозволил значи да биде запален. Денес манастирот е посетен со гости од цела Македонија кои што преспиваат тука и по неколку денови. Најмногу што ги привлекува гостите тука секако е мирот кој што може да го најдат тука, како и прекрасната и недопрена природа и чистиот воздух. Кажете ни како денес функционира манастирот Свети Спас? Денес манастирот функционира што идат луѓе од Прилеп, од околните села, посетители, идат и со преноќавање по 2-3 дена, идат по 10 дена, некои се седјаве жените што ги имам тука, 10 дена средат ќе си одат, од прошлата среда се тука, и така функционира манастирот. За спиење му земаме по 200 денари, на особа, за деца не земаме, и така обстанува манастирот. Помош немаме од никој, од народот само што ни оставаат некои бакшиши, некои црква пала свеќи, и така обстануваме. Од каде се доаѓаат гости тука? Најпоќе има посетители од Прилеп и околните села. Идат викендите, некој со спиење иди, некој викендаши преку ден. И така, вчера имавме многу народ. Имаше посетители од Прилеп и од околните села, идат од Мара. Доаѓаат ли од други градови од Македонија? Доаѓаат од Гевгелија, од Куманово, доаѓаат од Штип, нема, од цела Македонија доаѓаат, од Скопје. И тие што идат седат по недела по 2, за храна одат дали Крушево, дали Кривограштани, фрижидери имаме, си ја клават храната, да чуват за 2-3 дена, па одат пазарат и така. Значи тука имаат кујна, тука може да се спремат јадење? Да, имаме кујна, купатила имам, тушкабини, можеме да ги снимиме ако сакате. Во секоја соба има купатил? Не, овде ми се долу купатилата, а вода имам во кујните, соларни имам, сака топла, сака ладна, за туширање се кога сакат. Колкав е капацитетот на манастирот? На манастирот капацитетот е кај 102-30 души за лежај, за спиење. Колку слави имате годишно? Годишно имаме 3 слави. Првата ни е Марија Магдалена Гипјанка. Таа е пред Великден, посна слава. Главната слава ни е Свети Спас, на Спасовден. Тогаш иде многу народ и тогаш се готви вечер, се прави гравче од и среда, а четвртокот јавнија се прави со телечко и што ни носа за здравје јагнина, ги колиме тука и ги пуштаме на печење, па ги враќаме назад и после јадењето, после јагнијата му доделуваме и печено јагнечко. Колку гости доаѓаат за главната слава? За главната слава па ида до кај 1000, иде многу народ. Од секаде идат. Се пријува домаќини? Имаме да се пријуват домаќини. Имавме годинава 9 домаќини. Исто и за година имаме 9 домаќини пријавено. И после на слава ние во октомври сите македонски светители, таја иди негде од 4 до 6 октомври, тие дена, датуми се, до 4 до 6, таа не е последна слава.
Тука е зачувана и собата каде престојувала последната монахиња која што живеела тука, монахињата Херофима, која што починала во 1988 година. На само 2 километри од манастирот Свети Спас се наоѓа манастирот посветен на Свети Василий Велики. До него патот не е асфалтиран, но сепак се стигнува со автомобил. Не е потребно да се има исклучиво теренско возило. Се наоѓаме на 2 километри јужно од манастирот Свети Спас, што имавме можност претходно да го погледнеме. Тука на ово место каде што се наоѓаме, веднаш позади нас е црквата Свети Василий, денес манастир, порано црква. А како што спомнавме во минатото, тука се наоѓало и селото Трстеник, кое што е запалено за време на востанието 1903 година. Да, ова е просторот на селото Трстеник, кое што настрадало при завземањето на Крушево и напредувањето од подножјето или од Пелагонија на османлискиот Аскер. Село со име Трстеник во материјалите се спомнува исто така како што споменавме за манастирот Свети Спас во 15 век, но навистина е многу тешка неговата убикација, бидејќи на овој простор во Прилепскиот регион постојат повеќе села кои што го носат тоа име. Она што се знае, првично селото било во подножјето, меѓутоа поради напади и неколку пати плячкосувања, селото е преместено на самата падина од планината и тука е изградена и селската црква Свети Василий. За нејзе нема податоци кога е изградена. Најверојатно тоа се случувало вака компаративно се наблюдуваат работите текот на средината 18 век, може би текот на 19 век, според една плоча црквата која што е пронајдена при обновата е некаде осветена старата црква во текот на 80-тите години од 19 век. За самото село исто вака попрецизни податоци се најдуваат во статистиката на Андријопол, манастир и селаника, публикувана 1878 година, а се однесува на 1873, каде што се споменуваат 65 домајќинства, односно 65 глави на домајќинства, како македонско население, ако селото важи за влашко село. Така што после овој податок, сите податоци укажуваат дека станува збор на влашко село, село со влашко население, кој што се занимавало претежно со калајџиство. Наредните податоци се од Васил Канчов изборуваат за 95 домајќинства, додека според Никола Киров Мајски, кој што ги дава во брошурата Крушево и неговите борби за слобода, публикувана 35-та година, станува збор за село со 6 влашки куќи. Инаку според конзулските извештаи, при напредувањето на Аскерот и Башибозукот кон Крушево, во овој дел е запалено селото Трстеник, со кое што настрадува и црквата Свети Василий, која што и буквално се потенцира според името на светецот патрон. Живот во ова село после палењето е констатиран поединечно на поединци до текот на Втората светска војна. Црквата е обновена на камен темелникот за обнова, е поставен на 1 октомври 1995 во формата во која што денес ја знаеме, и тоа фактички е претворена во манастир, кој што комплексот е се уште во фаза на оформување. Се наоѓаме во внатрешноста на црквата Свети Василий Велики, да. Како што претходно споменавте, камен темелникот на оваа црква, нова црква, е поставен на 1 октомври 1995 година. Да. Како денес функционира овој манастир? Функционира со две слави. На 13 и 14 јануар, стара нова година, на 8 и 9 мај е Свети Василий Амасиски, бидејќи во нашиот православен календар го немаше острог, за да го земат попоите кај нас, да го земат острог, го немаше, па го зеда Свети Василий Амасиски. Оти ги има 4 во цела година.
4 слави имате? Не, немаме ни 4, ама ние 2 имаме. Овај да го знаевне, овај ќе го земевне. Свети Василија Остршки, да. А иначе Свети Василија Амасиски е на 9 мај, стално е 8, 9 мај. Вечерна служба и утринска служба. 13 и 14 имаме вечерна и утринска служба. Таа е најдолга служба, Свети Василија Велики, Василица е најдолгата служба во годината. Оти ја предава старата, ја зема новата. И се чудат луѓето, верниците, отисне клечеле на коленци, со попот, не виделе таква работа, и тогаш ја предава старата, ја зема новата. А на 8. 2008 година, на 10 мај, е осветена. Еве ја 14 години, помина во 15 година влезе, како е осветена од митрополитот Петар. Е осветена. Имате моментално и конаци. Конаци имаме. 6 оде имаме во оптек, 5 се пуштени во оптек, 6-та е како магазин ја одржуваме. Имаме трпезарија голема, за 100 и кусур луѓе и појќе да седат да јадат. Имаме и помошна кујна за нас, работените, што идиме овдека. Останавме уште двајца, ние. Имаме веце и купатило. Се наоѓате на 2 километри близина од манастирот Свети Спас. Да. Таму доаѓаат голем број туристи. Како е тука посетено? И тука идат, посетуваат туристи, и идат луѓето. Секој за маката своја. Еве ќе ти кажам и една. Во овие 27 години јас што сум овдека, на Свети Василија Велики, разбрала некоја стара баба во Скопје, сната нему имала 5 години породување. И разбрала дека од некои си луѓе, дека од светата вода, што е Света Петка, и крстената вода од Свети Василија, да монесам по 2 шишиња на таа жена да му ги предам, уствари не да ги продам, да ги предавам. И кога по една година сната останала бремена. И родила девојче, чупе родила. Продолжува неговата изградба? Продолжува, еве, со зидот надвор, конаците се направија, се продолжува, бегатон коцки имаме за патека, само струјата не е проблем. Струјата, да електричното осветление, да има, да може да седат луѓе, да се истужират, да се искапат, да се добре. Она што е интересно да се каже за овој манастир е и тоа што во неговиот иконостас се вградени дел од дрвените резбарени столбови од иконостасот на црквата Свети Никола во Крушево, која што била запалена и уништена за време на Илинденското востание. Манастирите Свети Спас и Свети Васили, со својата убавина и импресивна историја, секоја година се причина овој предел да биде посетен од илјадници посетители, како од државата, така и од странство.